А, Добро вечер на сите. Ви благодарам што вечерва издвоивте време да ни се придружите на првиот од двата настани овој ден, каде што се сретнуваме во чест или да кажеме во име на глобалното движење Giving Tuesday, кое што започна пред околу една декада во Америка и се прошири на глобално ниво. Ова движење е на некој начин поддршка до сите оние општествени сектори или сфери на делување, како и поддршка на сите оние идеологии, каузи, организации во кои што многу луѓе низ светот членуваат или се залагаат за некакви идеали. Како и многу организации во светот, така и ние, како една глобална организација или интернационална организација, која што е една од најголемите организации која што ја представува или се залага за за представување на интересите и промоција на македонскиот идентитет на глобално ниво, на професионален начин во многу институции, во соработка со многу организации, многу интелектуални представници, луѓе, како и компании, се со една цел да едноставно го представиме македонскиот идентитет на едно глобално ниво, за светот дознае за што повеќе работи за нас, како и едноставно го одбраниме секој оној напад кој што се случува со стотици години код нас како народ, како држава, како една нација, која што, за жал, многу пати во историјата била прогонувана, приморана да промени многу работи за да удоволи или да се на некој начин стандардизира и да застане на едно ниво со сите останати развојни држави на секаде низ светот, па затоа и во европската фамилија. Моето име е Гордан Јорданов и јас работам како директор на Обединета македонска дијаспора за Македонија и Европа како континент. Чест ми е што веќе 2,5 години сум дел од оваа организација или фамилија која што несебично ми дава поддршка, исто така се зголемува и едноставно ми е чест што градиме доверба секој помеѓу себе, обединуваме многу луѓе и организации и едноставно сме, да кажам, во центарот на светот, каде што времињата се такви динамични во секој аспект на животот и немаме више време за губење, за поделба, но единствено можеме само да се сплотуваме, иако можеби некогаш нема да се согласуваме, сепак редно време е да се ислушаме едни со други, да признаеме кои се подобри работи и заеднички ги усвоиме или ги отстраниме. Затоа, што правиме како организација е многу круцијално, а тоа е дека работиме во различни сфери на делување како што е едукација, култура, традиција, па така и креирање на интернационални политики спрема нашата држава, но како и тоа на некој начин да научиме и да дадеме совет за тоа како нашите, да кажеме, луѓе кои што се надворот, се наоѓаат надвор од државата, се иселеници или се родени надвор во други држави, едноставно ќе можат да и помогнат во процесот на интеграција и развој на нашата татковина Македонија. Сепак мораме да напоменеме дека сите оние кои што се родени или живеат во различни држави се исто така и на некој начин гласачи на државите во кои што живеат. Па затоа, иако можеби нема директно да можат да помогнат во процесот на тоа како нивната држава ќе се однесува кон Македонија, сепак со нивното локално действување во државите кои што живеат и како можат да ни помогнат во креирањето на тие, да кажеме, интернационални политики од страна на интернационалната, да кажем, општествена сфера кон нашата држава. Затоа, имајќи предвид дека Обединета македонска дијаспора како организација делува на интернационално ниво,
ние сме представени во неколку држави. And Emily, if you can open the new web page and show us where we are located as an organization. И ова е круцијално затоа што Обединета македонска диаспора е единствената организација која што делува на сите овие континенти, како што Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, Македонија, да кажеме, Шведска како држава во европскиот регион и во Латинска Америка. Но сепак мораме да со овој настан би сакал да кажам дека во чест на 20 годишнината на нашата организација направивме едно ново ребрендирање на нашата веб страница, кое што пробавме да биде упростено на некој начин, за да можеме сите да го користиме, а сите информации кои што ќе ги споменам вечерва се исто така и споменати на самата веб страница. И како што можете да видите во различни табови, како што е Who We Are, може да видите во сите каде сме стационирани во сите држави. Emily, can you show us where we are located as an organization? About us. Yeah. Како што напоменав, сме во повеќе држави, како што е Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, Македонија и Шведска во најевропскиот континент, како и имаме представници во Бразил, кои што го покриваат регионот на Латинска Америка. Низ годините наназад, де факто Обединета македонска диаспора е организација која што на многу сфери пробала да го заштити македонскиот идентитет, да оствори конекција и комуникација со многу интернационални официјални лица, фактори, организации и луѓе кои што на некој начин биле одлучувачки фактор за иднината на Македонија, но сепак исто така секогаш делува како советодавно тело кон својата татковина и пробува независно која е власта на државата да комуницира со оној кој што ја предводи државата со цел да укаже на некои работи од кои што самите власти за жал не можат да ги креираат во представување на државата на интернационално ниво и секогаш представува, да кажеме, мост за соработка помеѓу странските држави или македонците кои што живеат во другите држави и својата татковина во различен вид на сфери кои што се, да кажеме, инсталирани или направени во различни програми во нашата организација за кои што ќе зборуваме малку подоцна. Мораме да поменеме дека до денес ОМАД има доделено школарина за студенти во просек од над $180,000. Имаме инвестирано од над $1 милион во едукација и култура. Сме донирале околу $1,5 милиони во различни организации за деца, за социјални лица или на групи на луѓе на кои што има најпотребна помош. Имаме преку 550 студенти кои што биле, да кажам, членови или партиципанти на овие студентски програми кои што ги организираме, како и имаме, да кажам, присуствувано на над 4,000 настани на глобално ниво. Нашата организација се состои од повеќе, да кажам, нивоа на управување. Emily, can you go to who we are and our leadership, so people can see what kind of levels of operation we have? Значи, можеме да поменеме дека имаме борд на директори кои што го зачинуваат 14
борд членови, имаме околу 20, имаме 26 членови на советодавниот одбор, имаме 6 основачи на ОМАДА Шведска, имаме двајца вработени лица, од кои што сум едниот сум јас, а другата е Емили, која што во моментов ми помага во оваа презентација, како и моментално имаме само еден волонтер, но обично имаме 3 до 4 волонтери кои што доаѓаат од различни програми и мислам дека Мустафа е исто така тука со нас и ќе може да сподели за некои од неговите да кажам искуства со обединета македонска диаспора. Но имајќи предвид дека сме интернационална организација и да кажам сме независни во своето делување или спонзорирање на самата организација, постојат различни видови на донаторски начини кои што се користат во различни држави во зависност од тоа каде во која држава би сакале да донирате. Emily, can you go to support our work and ways to give? Да, како што напоменав, има различни типови на донација. Може да се донира директно во банкарски сметки, има различни апликации кои што се користат за донација во различни држави, преку Venmo, може преку криптовалути да се донира, може преку PayPal да се донира, има различни линкови за организациите во Канада и Австралија, како и во Шведска, кој што ќе ни прикаже Мирјана за многу брзо, кој што е денеска со нас, за Австралија ќе се приклучат подоцна на другата сесија. Така да ви предлагам да ја посетите нашата страница и доколку не сте се уште членови на организацијата, слободно приклучите ни се, најдете ги начините на како можете да направите контрибуција во сферите во кои што ве занимаат и во кои што се осеќате дека можете да придонесете на нашата држава и на нашата заедница во диаспората, било каде и да се наоѓате. Зошто е тоа битно е затоа што нашата организација е така наречена организација на терен. Што значи тоа е дека ни е битен секој човек, независно од вашата работа, било што и да се занимавате во вашите животи, сепак е битно да сите контрибураме за една иста кауза или идеологија, а тоа е да се поврзуваме интелектуално и професионално помеѓу нас, се распознаваме помеѓу нас, ги почитуваме нашите вредности и помагаме во бизнис сферата. Па затоа јас би препорачал да се осврнеме малку на работата на Македонија и Европа, затоа што сепак тоа се сферите на делување во кои што јас лично работам, како и ја имаме Мирјана со нас кој што ќе сподели малку повеќе за ОМАДА Шведска. ОМАДА Македонија е организација која што е на некој начин гранка од ОМАДА Америка, но е како независно тело основано во Македонија и има задача да на некој начин ги канализира сите оние проекти или потреби на луѓето кои што живеат надвор од Македонија во матичната држава, со цел да на некој начин ги олесни работите на самите национални институции, имајќи ги предвид нивните капацитети и моменталната состојба во кој што тие се наоѓаат. Исто така има за цел да оствари комуникација со локалните, да кажам, официјални лица и оние кои што ги креираат политиките во државата, со цел да на некој начин ја институционализира или ја доближи самите иселеници до својата матична држава, односно да се остварат нивните човекови права во државата. Исто така, има задача да комуницира со европскиот континент, односно државите во кои што е стационирана нашата македонска иселеничка група, каде што ќе на некој начин ја
организираме, но исто така и разбереме во секоја држава начинот на комуникација, целите на тие заедници, што е потребно за да се интегрираат во државите во кои што живеат и да се најде правиот канал или пат на кој што сите заедно ќе се сложиме да ги представуваме сите оние заложби, идеи, програми за развојот на комуникацијата помеѓу македонските заедници на европско ниво. Па затоа би сакал да ја поканам прва, да кажам, држава во која што откако ја отворивме канцеларијата во Македонија, ја проширивме организацијата, тоа беше Кралството Шведска или државата Шведска, каде што нашиот тим се состои, како што напоменав, од 6 основачи. Вечерва со нас е председателот на организацијата во Шведска, Мирјана Нумовска, па би сакал да се уклучи во ова дискусија и ни сподели малку повеќе информации за организацијата, кога започнавме. Јас се сеќавам дека започнавме овој период минатата година и конечно еве за една година имаме формално организација. Но да сакам да слушнам повеќе како ти се поврза со ОМД, кога прв слушна за Обединета македонска дијаспора како организација и зошто на некој начин одлучи да се приклучиш во нашата работа и нашата комуникација. Така, благодарам, Гордан. Навистина ми е драго да сум вечерва тука со вас и да споделиме работата за на кои полиња делува Обединета македонска дијаспора и воедно да испрезентираме основањето на Обединета македонска дијаспора во Шведска. Јас ќе започнам со мојата мотивација, да кажем, инспирација зошто сум дел од Обединета македонска дијаспора. Прво ќе започнам со тоа дека длабоко во себе љубовта према Македонија е мотивот да бидам дел од ваква организација. Македонија е повеќе од една земја, Македонија е повеќе од држава. Тоа е чувство и од тоа не може да се побегне. Колку повеќе тоа чувство, толку повеќе јас сакам да придонесам за Македонија на било каков начин. Дали тоа ќе биде промоција на Македонија во Шведска или ќе биде поврзување културно, на образовно ниво, со бизнис и така натака помеѓу Македонија и Шведска, било кој од двата аспекти ќе биде во позитива за Македонија. Како што кажав, Македонија е чувство, тоа е чувство на припадност, чувство на гордост, чувство на идентитет и чувство кое што ме поврзува со моите корени, со моите предци и затоа тоа ми беше еден дел, да кажеме, како мотивација за да се поврзам во ОМД. Со тоа што јас со Гордан ние започнавме фактички пред година и пол од прилика да разговараме за основање на Обединета македонска дијаспора во Шведска и првите ивенти ги направивме да се испрезентираме минатата точно пред една година, во ноември месец 2023 година, додека основањето на ОВД Шведска се случи оваа година во април месец и навистина ми е драго што конечно го основавме ОМД Шведска како правно лице и да можеме да делуваме во сите сфери официјално. Како што кажа Гордан, ние сме 6 членови на управниот одбор и нашата доделувањето на сметка од банка и така натака се настана во текот на летото и почнавме да собираме членови. Со тоа што уплатата, како што кажа Гордан, може да биде извршена на неколку начини. Еден од начините е со кредитна картичка, втор начин е со префрлување на средства од банка, преку банкарска сметка, банкарска уплата, и третиот начин е помеѓу со Mobile Pay, односно мобилна уплата. Тоа е шведска апликација која што се вика Swish. Тие се начините на кои што може да се уплати, донира, спонзорира или некој доколку сака да стане член. За нашето кратко време на постоење во, да кажеме, официјално постоење како формално правно лице, од април оваа година имаме направено неколку проекти, односно направено неколку донации. Една е во Македонската библиотека во Трелеборг. Направивме донација од ОМД, меѓутоа и лична приватна донација од еден од членовите на управниот одбор на ОМД, од потпредседателот Антонио.
Исто така направивме донација во соработка со амбасадата на Република Македонија во Стокхолм, донација каде што возможивме македонско дуо да изведе, да биде присутно со концертна изведба во парламентот на Шведска. И во моментов организираме многу интересен настан. Тоа е настан тоа е гала вечера кој што ќе биде на 15 февруар во 2025 година за неколку месеци. Тој ќе биде invitation only и настанот со цел да се обележи и да се спромовира обединета македонска диаспора Шведска во Шведска, дека сме основани, да се обележи тој момент, да се обележи постоењето на ОМД на глобално ниво, 20 годишнина, и го поврзавме со еден многу драг празник за Македонија. Тоа е Свети Трипун. Значи Свети Трипун ќе биде на 14 февруар, нашиот ивент ќе биде одма ден потоа, во сабота на 15 февруар. На што ме инспирираше, што јас гледам во обединета македонска диаспора генерално, е тоа што е од витално значење и е глобален играч. Значи, обединета македонска диаспора ги застапува правата и интересите на македонците и прави промоција на Македонија во различни сфери на глобално ниво. Мене навистина ми е многу драго што во Шведска има, да кажеме, локални здруженија на македонци кои што постојат од далечната 1960 година, од кога почнале македонците да се преселуваат во Шведска. Меѓутоа, ние би биле како една амбрела, каде што ги поврзуваме сите македонци од сите краеви на Шведска или Скандинавија, не делуваме локално на локално ниво во определен град, меѓутоа делуваме на државно ниво или, да кажеме, во целиот скандинавски дел. Што би сакала да видам од обединета македонска диаспора? За жал, не се зголемува диаспората. Меѓутоа, тоа од една страна треба да го видиме како позитива, затоа што треба да се здружиме и да станеме посилни во застапување на македонците, македонските права и на ширење на македонската култура и така натака. Каде ја гледам обединета македонска диаспора во 2025 е во, да кажеме, да не се изразам не мобилизирање, него повеќе млади членови да се вклучат во организацијата со цел да може да се даде еден засилен мотор, да кажеме, движечка сила, за да можеме што повеќе активности да имаме. Ние сите сме на волонтерска база приклучени во обединета македонска диаспора и љубовта кон Македонија сите не мотивира да можеме да работиме, и драго ми е што имаме и планови за неколку проекти, донации кон Македонија и така натака, кои што треба да се реализираат во 2025 година. Тоа би било, Гордан, накратко. Ако имаш некој други прашања да елаборирам. Да, сите оние што се заинтересирани околу приклучување кон ВОМД Шведска, следење на програмите, слободно контактирате ја Мирјана Нубовска на mnubovska@umdiaspora.org. Мирјана, ако можеш да го споделиш твојот имејл во чат, ќе биде супер, за да може луѓето да те контактираат. Но сепак мораме да кажеме дека ова е една од самите цели на обединета македонска диаспора на европскиот регион. Наша цел и задача е да исти вакви, да кажам, проекти започнеме во многу во држави во Европската Унија и ја зголемиме нашата омада фамилија на европското тло. Сепак сум пресреќен што за помалку од една година успеавме да ја формализираме оваа организација и ја користиме за поврзување на културите на двете држави, но исто така и го покриеме скандинавскиот регион, кој што знаеме дека имаме огромна, каде што знаеме дека имаме огромна македонска заедница. Но сепак среќен сум да видам дека и многу повеќе луѓе ни се имаат приклучено во овој повик, кој што би сакал да поразговараме малку повеќе и со нив
Затоа би сакал овој разговор да продолжиме да го разговараме со образложување на нашите програми и нашето 20 годишно постоење како организација, каде што ќе да кажам разговараме повеќе за тоа што правиме како организација, кои се програмите кои што ги водиме и исто така како помагаме, односно кој е импактот од сите тие работи за кои што ние се залагаме. Така да, како што напоменав на почетокот, Мирјана ти благодарам многу. Ќе продолжиме сега со другите да кажам дискусии. Омада како организација оваа година го слави своето 20 годишно постоење, и затоа одлучивме да на некој начин ги презентираме сите оние програми кои што моментално се делот од нашата плетора или да кажам список на програми кои што ги организираме и ги планираме за 2025 година, а некои од нив се и тековни и ги организираме многу години поред. Првото, како што нам поменам, ја прославуваме 20 годишнината и затоа имаме една, да кажам, кампања каде што сакаме да собереме $20,000 од чест на овие 20 години, кои што ќе ни помогнат во остварување на некои од нашите програми. Затоа би сакал да ве поканам да ни помогнете во оваа кампања и ги оствариме заедно нашите овие цели. Како втора програма која што ќе ја започнеме ова лето, за почеток, ја гледам со наш дека е уклучена Константина Ваневски. Тоа е една нова програма или нов предлог, кое што сакавме уште минатата година да го започнеме, но за среќа ќе имаме оваа година да ја разработиме и јас имам сум многу возбуден што така спонтано дојде, но Константина и Томе, незиниот партнер, се долгогодишни членови на ОМАДА и поддржувачи, и ми е чест и задоволство што токму оваа иницијатива веќе постои од нивна страна, овој проект веќе е остварен и ние како организација ќе можеме да им помогнеме во зголемување или продлабочување на овој проект. Станува збор за летен камп за деца, кој што се одржува веќе 2 години во Македонија. Оваа година има над 40 да кажам партиципенти на овој проект. Па Константина, дали би сакала ти да споделиш малку повеќе со нас за овој проект? Благодарам, Гордан, и благодарам на сите. Проштевете, малце подоцна се вклучив на состаноци, бев јас професионални. Многу сум возбудена што имаме шанса да презентираме барем на кратко за нашиот православен младински камп. Имено со сопругот одамна соработуваме и сме поддржувачи на хуманитарна православна организација од Битола што се вика Утешител, и ти имаат сестра организација што е Свети Нектари, заштитникот на Битола. И ова организација поддржува буквално над 65 семејства и плюс веќе сме во доста голема бројка и над 100 деновиве со разни хуманитарни дејности, и овие семејства, многу од нив имаат деца кои што навистина немаат никаква шанса нити да се социализираат, нити пак да остварат нешто во текот на летото што ќе биде добро и за нив. И така некако се решивме, луѓето кои што работат во организацијата веќе 20 години постои, ова се волонтери исто, од Битола, организираа кампови во минатото, па после тоа во еден период престана, што од немање средства, што со ковид и сите тие ситуации кои настана. И некако, според Божја волја, успеавме пред 2 години да собериме 20 деца штитеници. Тоа беше исклучиво за штитениците на хуманитарната организација Утешител. И овие дечиња ги однесовме на една незаборавна недела, престојувавме во
во Велгошти селото, во манастирот Света Петка, и имавме со нас е стално еден теолог кој што е прекрасен човек, кој што е професор по етика во Македонија и теологија, и тој ни беше тука. Имавме професорка по македонизам, македонски, што предава, така да имавме доста активности во тој аспект, етика, морал, православие, македонизам. После имавме човек што дојде и ги учеше децата од Битолскиот, тој го води хорот на епархијата на владиката Петар. Имавме со него часови по пеење, после имавме часови по православно цртање. Децата ги носевме константно на плажа, низ Охрид, по нашите цркви, по нашите свети места. Навистина беше едно преубаво искуство. После недела дена бевме преполни со љубов и благодет, и некако едва се разделивме со солзи, со ветување заедно, дека пак ќе се сретнеме следната година. Тоа веќе беше година 24-та, кога стигна од прилика Нова година, лани почна пак да ни се јавуваат штитениците, ќе имали камп, и ние, ајде, ќе има камп, нормално, сакаме ова да го прерастиме во нешто поголемо од сите нас, така да веќе имавме 20 штитеници од утешител во минатото лето, и го отворивме за деца кои што може да дојдат да платат, така да беше веќе по мешана група на наши деца кои што се од поимашни родители и деца кои што навистина немаат ништо, толку убаво се дружат, толку едноставно се измеша, си помага, се запозна дека постојат, и секое доаѓање, јас сум се во Македонија, Бртенес дојдов, секој ден во Битола настојуваме да ги собериме и така да им се продолжи дружбата, и еве веќе прашањата почнуваат. Дали ќе имаме камп пак следното лето? Сега сме многу благодарни на Обединета македонска диаспора што комплетно да поддржуваат за ова наша наредна, да речам, година камп од плановите. Сега се обидуваме со владиката Петар да имаме состанок, со градоначалникот од Битола, со неколку бизнисмени да може да ни овозможат малце поддршка на постабилно ниво, да речеме, и ќе ги разгледуваме местата, локациите каде би сакале да одиме. Една идеја е да го посетиме, има големи конаци, мислам, во едно село близу до Битола, и така сега да не должам во многу детали, но многу ви благодарам за можноста да се презентираме кој што сме шостесме, затоа што следната година веќе сакаме да го отвориме овој камп, да биде со повеќе деца од диаспората. Тоа ни е целта. Мојот сопруг Томе е роден и растене во Америка и стално сакаше да се враќа во Македонија, например. Ја гледаме таа жилба во внуците наши. Не дошле во Македонија од Америка, но сакаат да дојдат. Кога живеевме во Европа, некако полесно, ние сме нонстоп наваму натаму, меѓутоа колку сме подалеку, можностите се помалце, така да доколку што можеме да привлечеме исто наши млади од диаспората, тоа би било уште поубаво, и во секој аспект. Исто така да се запознаат со колку е убаво да се помогне на другарчиња кои немаат, колку е убаво да се запознае со нив, да се види и она грдотијата од една страна, а од друга страна колку љубов па има во тие деца и колку е стварно, мислам, преубаво е. Така да и сите ве поканувам, кој ќе има можност да е во Македонија, ако сте од Шведска, ако доаѓате во Битола, има доста наши луѓе од Битола, па и на гости да ни дојдете еден ден, да си поминиме еден ден убаво, би било многу преубаво од наша страна. Издржив малце, благодарам, така би беше. Фала ти многу што сподели детали за кампот и за оваа програма, и мене ми е чест и задоволство кој што оваа програма е на некој начин наше продолжување или окрупнување на тој Birthright програм, кој што е, да кажам, еден од најпознатите наши програми, кој што со години веќе се организира во Македонија, но офаќа друга група на студенти, односно на деца кои што веќе не се деца, него стануваат возрастни и се студенти на различни коледжи. Така да ти благодарам многу и се надевам дека оваа соработка ќе ја продлабочи, ќе го окрупни учеството на деца од диаспората или деца од иселеништвото, кое што ќе дојдат, ќе направат другарства со многу нивни, да кажам, врсници од Македонија, но исто така и од другите држави. Ајде да кажеме,
преку оваа програма да се поврземе со тоа што го зборувавме, односно Birthright програмата или програмата Родом од Македонија, кое што ќе се организира и оваа година во Македонија како и секоја, и датумите за 2025 година се од 27 јуни до 18 јули 2025 година, а дедлайн или краен рок за аплицирање за овој програм е 16 мај 2025 година. Birthright Македонија или Родум од Македонија е 3-неделен програм за студенти, односно лица кои што се дел од студентски програми и се родени во странство, но имаат македонско потекло. Тие истите имаат можности да дојдат во Македонија, да аплицираат за овој програм и бидат дел од оваа програма која што им нуди 3-неделно волонтерство или пракса во приватниот сектор, но исто така и во институциите, јавните институции во Македонија, во зависност од тоа што студираат, им дава можност да посетат многу институции како што се, да кажам, председателот, да се запознаат со председателката на Македонија, председателот на собрание, премиери, да кажеме, основачи на компании, стопански комори, да посетат многу музеи и историски места, но најбитното од се е да се запознаат со многу македонци, нивни врсници од секаде низ светот, кои што студираат најразлични програми и се занимаваат со најразлични сфери. Така да, апликациите за овој програм се веќе отворени, слободно можете да отворите на нашата веб страна или да ги следите нашите социјални мрежи и ќе видите линкови за апликација за овој програм. Пред да продолжиме понатаму, како што напоменавме, не се ближи периодот на Нова година, на божикните празници, Thanksgiving само што помина во Америка, и оваа година, како и минатите, Обединета македонска диаспора собира средства за донација за новогодишни пакетчиња за нашите најмили дечиња во Македонија, но оваа година би сакале да го продолжиме или прошириме овој спектрум на донација, па затоа пред некое време имавме комуникација со невладината организација Љубезност, како и програмата Плати сметка, така да секој оние кои што сакаат да помогнат на нашите дечиња, на оние кои што најмногу им е потребно во Македонија, слободно обратете ни се или донирайте на линкот за 20 годишнината на омада, од кој што ќе бидат издвојувани средствата за донација за новогодишните подароци за овие дечиња. Сега со нас ја гледам уклучена Ивана Каралиева Петреска од една нова иницијатива која што ја предводиме, односно нова соработка. Пред се сакаме Омада Македонија покрај тоа што, или Омада како организација глобално, покрај тоа што се залага со многу на многу сфери, да остане сервисна организација за самите припадници на диаспората или нашите иселеници и на некој начин ги приближиме сите сервиси кои што се достапни внатре во татковината, да им бидат достапни на сите и на страна. Па сме многу благодарни што еве Ивана и нејзиниот тим веќе имаа продуцирано апликација со македонски книги, со кои што ние остваривме соработка, наречена Бокси. Бокси апликацијата е достапна на секаде во светот, па ви ја замолил Ивана ако може да сподели повеќе информации за околу оваа апликација. Да, фала Гордан. Јас се јавувам од Скопје, затоа е темно позади мене. Мило ми е што ве гледам сите. Фала ви многу за шансата да го представам Бокси како продукт. Најпрвен морам да кажам дека цел продукт е сработен од македонски тим. Најпрвен за некоја се случајност го лансиравме во Шведска, го имаме на шведски јазик со шведска литература, меѓутоа брзо увидовме дека тука во овој регион не постои таква апликација. Накратко се работи за мобилна и таблет апликација која што содржи книги на македонски јазик. Ние стапуваме во партнерство со сите издавачи тука, ги земаме нивните книги и ги ставаме во Бокси, со тоа што има два профили, еден детски, еден возрасен, и имаат пристап до сите можни книги внатре, до сите можни наслови внатре. Моментално Бокси се покажа како атрактивно приказно за доста регионални инвеститори. Разотворивме 2 рунди до сега
за да ја расшириме апликацијата во регионот на секаде тука прво, а понатаму со апетити да растеме низ цела Европа. Она што е многу интересно е во последните 3 месеци успеавме конечно да го постигнеме пивотот. Тоа значи дека представивме и нов стримлайн на сервиси кои што ги нудиме на издавачи и ги дигитализираме нивните книги во е-книги и во аудио книги. Тоа го правиме со помош на вештачка интелигенција и на македонски јазик ќе бидат исчитани многу книги за брзо време и ќе бидат достапни низ целиот свет за сите кои што сакаат да пристапат до македонската литература. И ова е начин да кога луѓето од странство дојдат во Македонија не мора да се мислат како во куперот да ги спакуваат 10 книги за мама и за тато и за децата, туку на овој начин некако да дојдат до цела литература по електронски пат. Можам да зборувам многу денови за бокси, што се имаме направено, кои ни се Супер, целите, ќе ги- меѓутоа на кратко мислам дека е доволно, да. Супер, ти благодарам многу, Ивана. Јас би ги охрабрил сите наши поддржувачи, членови, сите наши пријатели да преку веб порталот на Бокси се уклучат и се регистрираат со кодот Бокси UMD со големи букви. Можеме да споделиме во чатот малку подоцна каков е кодот, така да препорачувам на сите оние љубители на македонска литература и сите оние кои што бараат книги и литература за нивните најмили дечиња, внуци и така натаму, да се претплатат на оваа апликација, а истовремено со самата претплата и донираат кон нашата организација. Ивана, имаш збор? Да, мислам дека Константина сака да праша нешто. Се надевам дека е окей како дел од агендата. Да. Слободно, Да. Константина. Благодарам, не можам со Zoom да се снајдам како да кренам рака, фала многу. Многу убава ова е новост за Бокси. Фала многу, Ивана, што го почнавте и многу сум среќна што постои такво нешто. Дали може пред сите да прашаме, меѓутоа можеме веројатно и офлайн, пошто еден дел од дејноста на Свети Нектар и Битолски е, ние веќе издаваме наши книги од етички, морален, православен карактер. Дали би можеле да најдеме можност за соработка дигитално да ги преработиме па да ги направиме навистина пристапни за пошироката македонска јавност во диаспората? То може би офлайн секако дека да, јас имам веќе идеи за кампот како може и Бокси да се искористи, така да ќе разговараме посебно. Да. Благодарам многу. Баш ми е драго што ова да кажам сесија дава можности за соработка и поврзување и токму тоа е и целта на Обединета македонска организација како тело и фамилија од многу луѓе. Во интерес на времето, јас би продолжил понатаму со објаснување или представување на нашите програми, од литература би се префрлил на јазик, а тоа е часовите, онлайн часови по македонски јазик, кои што ни дозволуваат да на некој начин ги сервисираме, односно им дадеме можност на сите оние кои што сакаат да учат македонски јазик, тоа го направат од дома, буквално од својот кревет, и да учат онлайн македонски јазик со сите своји пријатели, роднини и да кажам се поврзат со многу луѓе на глобално ниво. Многу сум среќен што во една година имаме повеќе од 400 студенти на овие часови. Моментално е во тек оној зимски семестар и исто така доколку сте заинтересирани, можете да кликнете на нашата веб страна или ги посетите нашите социјални мрежи за да ги видите датумите за нашите семестри, кои што ќе ви оможат да бидете присутни во онлайн верзија, но морам да напоменам дека овие часови се за возрастни и исто така и за студенти кои што се во средна школа или middle school, и исто така за ученици кои што се во основно образование. Ви препорачувам да ја посетите нашата веб страница и се регистрирате за овие часови. Во интерес на времето, како што реков претходно, за жал немаме многу време. Сепак имаме
една од најголемата програма во она што го викаме ние UMD Aid или UMD помош кон државата е донацијата кон болниците, кое што се залагаме да биде на годишно ниво, барем еднаш во годината, па така оваа година се надеваме дека со почетокот на 2025 година ќе оствариме уште една донација кон македонските болници. Не би сакал да откривам се уште каде ќе оди таа донација, но сме во преговори и се завршува онаа потребна документација. Станува збор повторно за донација од прилика од околу $500,000 вредност во медицинска опрема, која што доаѓа во соработка со организацијата World Medical Relief, која што е една од најголемите организации за донирање на медицинска опрема на глобално ниво. До сега се направени неколку вакви донации од овој карактер. Минатата година дониравме во болницата во Битола, а оваа година, предминатата дониравме во болницата во Скопје, односно на кардиологија, и оваа година ќе во некој од наредниот период ќе ви објавиме, односно кога ќе бидеме спремни ќе објавиме каде ќе оди годинешната донација, односно во која болница и во кој град. Сега на кратко би сакал да се задржам на младинската организација на Обединета македонска дијаспора. Тоа е Генерација М или Генерација Македонија, која што ни помага да на некој начин ги згрижиме, да кажам, ги задоволиме потребите на младинската категорија на луѓе, на сите оние кои што едноставно ја сакаат својата држава и сакаат да се поврзат со неа и учествуваат во креирањето на оние младински политики за нашата држава. Мислам дека со нас е Филип Јотевски. Филип, дали ќе можеш да споделиш повеќе за оваа организација, дали си во можност да зборуваш, не знам. Hvala mnogo, Gordan. And I'll give a little bit from the American perspective. I'll speak in English here. We actually just sent out an email to some of the prospects of our leadership committee, who will be starting again in 2025. We've had Generation M and have been running successfully for almost a decade now. And it came from the ideas of some of the folks on UMD who have been the founders and who have been through all these conferences and asked the question, where is the next generation going? How are they organizing themselves? How do we continue UMD success by tapping into the potential that young people have? When I started an internship about 10 years ago, I met a few other young individuals who were very passionate, very driven, very committed to the cause, and we wanted to get involved in UMD in some way. The best way to do that was to create our own, not mini UMD, but a supporting branch of UMD where we focus on organizing ourselves and the youth. We've had members, global chairs, steering committee members from all over the world, from here in the US to Canada to Europe, and members from all over the world, just as UMD operates, and have had immense success. Some of our projects include planning leadership conferences. We've had huge events and leadership conferences in Detroit, in Toronto, in Columbus, Ohio, Washington, D.C., and we're looking to have social events in all of these places again in 2025 to restart, in Australia, back here in the US, Europe, Canada. And one of our most proud achievements are promoting some of the projects that UMD also has that's geared toward the youth. You mentioned Birthright Macedonia already, the scholarships that we have. And then there are internships that UMD also provides, such as internships here in DC that affected me very, very heavily, and got me inspired into the work that I do now. And those are just some of the tools that we offer young people, programs, events, and then of course just
maintaining the bond back with Macedonia. So that's a little bit of brief overview of what we have done. In the future, next year, we're going to form a new leadership committee, and we'll be restarting all these activities again to support UMD's great work. И ти благодарам многу, Филип, за сите оние кои што им треба превод на тоа што кажа Филип. Слободно обратете ми се и ќе ми биде задоволство да го продолжиме разговорот на македонски и ви ги објасниме сите детално програми на генерација М. Но чисто сакав да се задржам за тоа што со нас е Мустафа Тахун, кој што моментално е практикант во обединета македонска диаспора и ни помага многу, е дел од нашата фамилија. За жал, ова му е последна недела во Омада и во Вашингтон, па би сакал од него лично да слушаме малку за неговото искуство, за тоа како го помина времето во Омада и што Омада му даде како искуство во неговиот професионален развој. Mustafa, please share a little bit, just a minute too, about your experience in UMD, how much UMD has given to you in your professional progress and education. Just to introduce yourself in Macedonia. So Mustafa е со египетско наследство, неговата фамилија е од Александрија, но тој е роден во Америка и доаѓа од една програма за која што ќе зборува. So Mustafa, please share your story. Yeah, of course. Hi, everyone. I hope everyone's doing well. It's an honor speaking with you. My name is Mustafa. I'm currently serving as a fellow for UMD. And over the past few months, I've had the privilege of growing professionally in ways I never imagined, from engaging from congressional leaders, supporting fundraising initiatives, managing social media, newsletters, economic briefs. I've really gained invaluable skills that shaped my understanding of what UMD is doing. Also, attending events and collaborating on meaningful projects really brought up my professional experience and really deepened my appreciation for UMD's mission. The values that they have are truly inspiring, and the lessons I've learned really will stay with me for life. And I'm really grateful for what UMD has taught me. And I would just like to thank everyone from UMD, because the experience in DC, the professional in every single way, it's really gonna stick with me forever. I truly appreciate that. Thank you very much, Mustafa, for sharing your positive experience, and yeah, we are very grateful for you to be part of our team, and hopefully you will continue being engaged with our organization after your internship time. Тоа е накратко неговото искуство, но морам да напоменам дека имаме уште една програма за практиканство во Конгресот или во Вашингтон, а тоа е програма Ачевска Congressional Internship програма, која што е во чест на првата македонска амбасадорка Љубица Ачевска и дозволува на некој начин простор на сите оние студенти кои што студираат политички науки, меѓународни односи и дипломатија, а имаат македонски корени или потекнуваат од Македонија, да остварат практиканска работа во Конгресот во САД, а со тоа се зголеми и да кажеме присуството на македонски членови во самите институции во Америка. Се надеваме дека исто овакви програми ќе оствариме и во Европската унија, каде што ќе ги отвориме вратите за сите оние македонски студенти да остварат практиканска работа во самите институции на Европската унија. Како што напоменав претходно, сите овие работи се дел од нашата нова веб страница и ве замолувам сите да слободно ја посетите и прочитате повеќе за сите наши програми. Затоа што немаме уште многу време, а имаме уште многу теми за разговарање, сепак би сакал да напоменам дека обединета македонска диаспора имаше доста зафатено или окупирано лето во 2024 година, затоа што, како што знаеме, глобалните трансформации на светот ни дозволуваат да на некој начин
се чувствуваме слободно на сите наши вредности, професионални окупации, комуникација со сите овие луѓе ги остваруваме на по-континуирано ниво, па затоа што знаевме дека имаме и промена на политичко состав во нашата држава, беше од клучен фактор да челниците, односно лидерите на Обединета македонска диаспора или членовите на бордот дојдат во Македонија ова лето и направиме најразлични состаноци со новата влада, оствариме комуникација со различни организации, направиме нови иницијативи и се сретнеме за ново стратешко планирање во наредните 5 години во Нью Џерси овој септември, каде што бордот се состана и се започна она стратешко планирање за 2025 до 2030 година, каде што секоја пета година ние како организација се состануваме да направиме план за наредните 5 години. Па така имаме нови програми кои што ќе ги работиме како организација, а сите тие ќе бидат тековно, да кажеме, представувани на нашите социјални мрежи и официјални канали за комуникација. Како што е веќе поздрато, ние како организација долги години веќе секоја среда споделуваме економски бриф, односно зборуваме за глобалната економија и тоа како е засега Македонија како држава или како се рефлектираат сите тие работи, кои се интересите на глобално ниво за нашиот македонски пазар, а секој петок продуцираме весник со кој каде што ги представуваме сите наши активности во тековната недела и ве замолувам да кликнете subscription, да се регистрирате за добивање на тие информативни материјали. Тие се бесплатен карактер, така да воедно можете да го да кажеме обновите вашето членство или станете наш член во наредниот период и прочитате повеќе и се известувате за сите овие наши програми и новости во кои што следат. Затоа што немаме веќе долго време да останеме, јас би сакал да го отворам овој простор за прашања и би го поканил на кратко Методија Воловски, кој што гледам дека е денес со нас, да накратко ни се обрати и каже неколку збори. Здраво на сите. Дали ме слушате? Здраво, Мета. Супер. Позадина е мапа од градот Кичево, од кај што потекнувам од татко страна, усари од село Белица. Фала многу Гордан и Миријана и Константина, и Ивана и Филип и сите и Мустафа што се обративте денеска на ова сесија. Чест и задоволство ми е да бидам со вас и многу ви благодарам за целата купна поддршка и соработка со Омада и особено сум горд на Гордан и Емали и Мустафа кои секојдневно работат за македонската кауза, као што Миријана кажа, сите ние другите сме волонтери, само сме тука да поддржуваме и да помагаме и финансиски. Така да Омада не добива никакви средства од било која влада или корпорација и се е основано на поединци како сите нас и тука присутни и поддршката на нашите програми, учесниците на различните програми и настани, така да сакам тука да потенцирам дека без вашата поддршка Омада нема да може да ја продолжи ова одлична работа што ја започнавме пред 20 години. Верувам дека имаме плодна иднина благодарејќи на сите вас кои сте присутни денеска
и верувам дека омада ќе расти многу повеќе, не само тука во Америка, Канада и Австралија, кај што започнавме како организација, но сега и на европскиот континент. Шведска е, како да кажам, светла точка за македонската заедница, но и другите македонски заедници ширум Европа. Верувам дека мислам, сме имале соработка, ќе продолжи таа соработка, сакаме да ја интензивираме таа соработка за да може да ја представиме македонската кауза на професионално, на позитивно светло кон институциите кај што живееме и да дадеме позитивен пример и како да кажам за иднината и идните генерации на македонци кај што живееме, без разлика на која генерација, дали сте родени во Македонија или прва како јас или втора, трета генерација родени надвор од Македонија. Многу е битно да соработуваме, да се помагаме еден со друг, зависиме од колективниот успех на нашата заедница за да може да унапредува. И нашата татковина, иако е стара по историја, е многу нова како држава, како ентитет држава. И многу нации во светот немаат држави. И ја многу сум благодарен што имаме држава како Република Македонија и многу е битно сите ние да издействуваме и да помагаме за таа држава да стане социјекономска стабилна земја, земја кој сите ние ќе се гордееме од кај што потекнуваме. Така да јас тука ќе застанам, мислам дека Гордан можда низ грешка изгледа опадна и ќе го ставиме назад во тука, многу ви благодарам за учество денеска и ве поканувам да донирате во обединета македонска диаспора и да се инволвирате повеќе во нашата работа и да знаете дека имате отворена врата, дали е тоа во Вашингтон, дали е тоа во Торонто, Сидне, Австралија, Малмо, Шведска или назад во татковината во Скопје и од Велес, од кај што Гордан потекнува. Така да, фала многу на сите. Фала ти многу, Мето, фала ви многу на сите што се приклучивте денеска. Сепак мораме да поменеме дека импактот на нашата организација е да на некој начин ги кажеме сите оние работи кои што државата Македонија за жал не успева да ги адресира. Затоа сме членови и ќе не видите на состаноци и комуникација со многу луѓе, со многу организации, со многу фактори или официјални лица кои што за жал ја креираат судбината на нашата држава. Не секогаш ќе им се свиѓа на сите нашата комуникација со одредени лица, одредени организации, но сепак ние мораме, веруваме дека е клучно да бидеме на масата, а не да бидеме на менито и да го кажеме својот став, односно да им представиме на сите за тоа како треба да се однесуваат према нас, заради тоа што респектот на Македонија и македонскиот народ кон сите култури, кон сите држави, кон сите нации и на најголемото ниво. Дефинитивно имаме комуникација, односно разбирање со многу малцински групи на интернационално ниво и со истите ќе ги продлабочиме нашите релации. Исто така, од неодамна да не заборавиме, омада започна со помош на организација на Форум за човекови права во Солун, каде што на едно место се собрани многу малцински групи, меѓу кои и македонската, да дискутираме за односите на Грција како држава спрема малцинските групи во самата држава, но веруваме дека овој форум за човекови права ќе се зголеми и ќе го офати балканскиот регион во некои идни сценарија и години на одржување, а исто така и пробуваме да
се доближиме до светски организации и заедно партнерски направиме програми кои што ќе го интегрираат Балканот како регион, имајќи предвид дека колку многу народ во последните 10 до 15 години се иселени од самиот регион. Затоа сме во комуникација и сме дел од она развојна група за комуникација со иселениците, предводена од канцеларијата на ИОМ при Обединетите нации во Македонија. Бевме дел од процесот на изготвување и приготвување на оној стратешки план и акцијски план на Македонија кон своите иселеници. Сме во континуирана комуникација со Министерството за надворешни работи и Агенцијата за иселеници во Македонија, кои што дефинитивно имаат лимитирани ресурси и се надеваме дека истите ќе ги подобрат своите начини на комуникација и да кажеме колаборација со самите невладини организации на европско ниво и на глобално ниво. Сепак ние како македонци е клучно да седнеме на иста маса, разговараме, независно од тоа какви се самите организации и какви идеологии на представување имаат. Сепак Обединета македонска организација и јас како член во неа кој што се залага за комуникација на европско ниво, ја отворам вратата за сите македонски организации и представници и индивидуалци кои што се активисти за малцинските права или за било какви права на македонците низ светот. Така да ве поканувам сите да ми се обратите. Мојот имејл е јавен, мојот телефон е јавен. Повеќе од времето го поминувам во Скопје и низ Европа, а кога сум во Соединетите Американски држави и Канада и Австралија ќе кажеме, односно ќе најавиме претходно која ќе биде агендата. Би сакал да ја поканам Емили, која што е моја колешка, која што е човекот кој што ни помага во сите буквално сценарија и сум многу горд што е дел од нашиот тим. Емили беше интерн во ОМД во претходните 2 години и од оваа година е фул тајм член во Обединета македонска дијаспора. Морам да напоменам дека во претходниот период нашата организација се збогатува со многу луѓе кои што не се македонци, но се пријатели на Македонија, ја сакаат нашата држава, ја сакаат нашата нација и се борат многу за нашите права. Тоа е Емили, тука е Мустафа, морам да поменам и најновиот член на бордот, тоа е господинот Даниел Герен, кој што има сопруга која што е македонка и живеат во Вашингтон. Emily, would you like to share more about your story a little bit, to share about your experience with UMD and what you believe, why you believe UMD is important to exist as an organization for the Macedonian communities worldwide? Yeah, thank you so much, Gordon, and thank you for everybody who spoke today. But yeah, so I actually was an intern for UMD 2 years ago and loved the organization and learning more about Macedonia and the Macedonian community. I'm based in Michigan, so didn't realize that Michigan has a large Macedonian American population and community here. So really just loved the work that the organization was doing and the passion for the people behind the organization. And unfortunately, I'm not Macedonian myself, but I've really appreciated the way that UMD has let me into the Macedonian community, where I could be a part of the organization and a part of learning about everybody that's involved with UMD. So it's been really great to be joined on and welcomed back to the organization. So thank you so much. And thank you everybody for coming today, and all of the speakers. Really appreciate the support for our session today. Thank you. Great. Thank you very much, Emily. Ти благодарам многу, Emily. Фала ти. Emily understands a little bit Macedonian. We are keep pushing her to learn Macedonian more and more. Но ви благодарам на сите што се приклучивте на оваа сесија. Доколку има некои прашања, еве уште една минута, две да дозволиме за прашања. Доколку нема, ви препорачувам да се приклучите повторно на сесија 2, која што ќе биде на
англиски јазик. Таа сесија повеќе ќе се осврне на релациите на ОМАД во Соединетите Американски држави на глобално ниво, но сепак ви благодарам што се приклучивте денеска. Повторно, доколку имате некакви прашања, слободно обратете ми се и се надевам дека ќе имаме можност да се запознаеме во живо, поразговараме директно и направиме убави работи за македонската заедница во светот, но и Македонија како држава. И благодарам на сите и ви посакувам убава вечер. Пријатно. Пријатно.